Службата за итна медицинска помош и домашно лекување при Здравствен дом Кавадарци има искуство со лекот налоксон некаде од крајот на 2010, почетокот на 2011 година. Лекот почнавме да го набавуваме најмногу со моја иницијатива, бидејќи јас сум дел од една невладина организација во Кавадарци, која што се занимава со проблемите на зависниците. И како резултат на таа моја иницијатива со раководството во Здравствен дом најдовме на добра клима, го воведовме налоксонот и од него имаме позитивни резултати при примена на истиот, нели во случај на предозирање кај зависниците со опоидни средства. Треба да се работи со службите кои што директно работат со кризисните на тоа, службите за итна медицинска помош. Другите служби кои што ги интегрираат прашањето во општите болници во другите градови, со клиниката за токсикологија. Да, сите овие служби имаат опијанти антагонисти, во случајот да го имаат налоксонот. Станува збор за ефтин, безбеден лек, кој што и покрај тоа што не е регистриран во Република Македонија, се набавува многу едноставно со интервентен увоз, е многу ефтин, значи една ампула од 2 евра спасува човечки живот. Ова пак отвара други теми, дека е широко полето на кое што може да се делува. Тоа прво мораме да го разрешиме. Сите служби за итна медицинска помош мораат да имаат наркант во своите сетови медицински и да се потрудиме да набавиме назален наркант. Значи, што е тоа? Тоа е едно шишенце од кое што се прска наркант во носот на пациентот. И добиваме резултат. Има начини, има лек кој не е скап, само треба да стигне во рацете на оние кои се на лице место. Има ситуации кога пациентот е екзитиран, така да ако некој предходно, пред ние да дојдеме, нели, го употребил лекот, животот би бил спасен. За нас тоа ќе биде многу добро. Кога пациентот ќе ни го донесат овде свесен, со примен наркант, нас ни е лесно ние да го обсервираме и да го следиме 2-3 часа, евентуално да му дадеме нешто терапија и да го пуштиме дома. Ако ургентната помош во соработка со Црвен крст, да речеме, ако метадонските служби, прво имаме одлична целна група, додуше може би недоволна за да запоставување на лица на третман, меѓутоа не така мала, од повеќе од 400 клиенти на метадонските програми кои што може да бидат прво едуцирани, пошто ги имате во рамки на самите центри кај што се подига метадон. Теренската работа преку невладините организации, правење на процедури во кои што лицата ќе добијат прескрипција, односно препишување, откога ќе поминат обуката за прва помош. Јас предлагам како човек нели од невладиниот сектор и како здравствен работник, налоксонот да се употребува во поширок диапазон, така да и родителите на зависниците дури предлагам да се научат да го користат и со специјална дозвола нели да се подига од аптеките. Бидејќи првиот кој што треба да даде помош, тоа е нели прва помош, дури после иде итна медицинска помош, е тој што е донеко, дали е брачен другар, дали е брат, сестра, родител, значи потесното семејство треба да се обучи. Секако и семејството може да превенира. Семејството е клучен фактор и голем дел од денот децата поминуваат со нив, но ако само е достапно до семејството, а не до врсниците, односно до нивните пријатели, тоа нема да биде доволно. Како и ако е достапно само во медицинскиот здравствен систем, а не на терен, исто така веројатно ќе има лица кои се непокриени. Да се обидеме таков назален наркант, да обезбедиме една одредена количина која што ќе ја добијат сите тие кои што употребуваат опојни дроги. Вистинскиот ефект ќе се постигне кога
оној збор целната група некако поедноставно ми објаснува, кратко кажано, кога лицата на кои што им е потребно ќе бидат со една, значи, востановена процедура едуцирани и ќе го добијат. Во моментот кога тие се многу едуцирани, да може да го потребат или да го потребат на некој на кој што му треба помош, а е во нивното обкружување, односно во друштво со нив. Тоа е вториот предизвик кој што јас ќе бидам пресреќен ако успееме да го надминеме, да успееме да ги убедиме надлежните институции дека и такво нешто ќе треба оваа држава да обезбеди. Овој препарат што е можно поскоро да биде регистриран и на широко достапен во Република Македонија, да може да се користи не само од брзата помош, туку и од сите центри за кои што може да пружат грижа на лица кои што се предозирани. Да ги пренабрегнеме, да ги преминеме одредените законски пречки поврзани со давањето на налоксонот од страна на Друженијата на граѓани. Да се направи и посеопфатен протокол како да се постапува во овие услови, односно да се направи едукација и на зависниците од дрога кои што се наоѓаат на третман во метадонските центри и исто така кои што ги користат и услугите на центрите за размена на игли и шприцеви. Уште еднаш ќе напоменам, станува збор за безбеден и ефикасен лек кој што спасува човечки животи. Не постојат до сега докажани нус ефекти кои што ќе влијаат негативно на ваквите состојби. Напротив, многу човечки животи од искуствата кои што се на ниво на Европа и светот, кои што имаат достапен, меѓутоа и широко достапен налоксон, спасиле човечки животи.